Законите се носат за да се почитуваат. Во спротивно, истите се само букви на хартија. Во зградата зад мене досега се изгласани многу закони. Еден од нив е и Законот за безбедност и здравје при работа од 2007 година. Неговата имплементација беше во нашиот фокус во деновите зад нас. Ке биде и во минутите пред нас, но овој пат неговата имплементација и во соседството. Македонија, Косово и Црна Гора. За светот ова се земји од Западен Балкан. За нас ова е регион. Различни по многу нешта, со свој закони и правила на функционирање, со свој јазик и култура. Но единствени во едно нешто – желбата за влез во семејството на Европската Унија. И токму на тој пат, имплементацијата на одредени закони е од клучно значење. Законот за безбедност и здравје при работа е еден од нив. Токму затоа, во 2014 година, со заеднички сили се обединети кон целта. Балканош е името на мрежата во чиј состав здруженијата кои што работат на оваа проблематика се обидуваат да најдат универзални решенија на проблемите. Македонското здружение за заштита при работа во нашиот случај домаќин. Основано во 1967 година, водејќи се од потребата на еден организиран начин да превенираат од повреди на работното место и професионални заболувања. До денес, многу проекти и, што е уште поважно, резултати зад нив. Безбедноста и здравјето при работа представуваат едно од основните права на работниците, што е утврдено како такво во рамките на конвенциите на Меѓународната организација на трудот, во законодавството на Европската Унија, Европската социјална повелба на Советот на Европа, а истото е загарантирано како право и суставот на Република Северна Македонија. 28 април во многу делови од светот, националните власти, синдикатите, организациите на работодавачи и практичарите за безбедност и здравје при работа го одбележаа како Светски ден за безбедност и здравје при работа. Затоа како Македонското здружение за заштита при работа го одбележа овој датум и каква е состојбата во Македонија кога е безбедноста и здравјето при работа во прашање, разговаравме со Славица Јанкова. Во 2003 година Меѓународната организација на трудот започна да го одбележува Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, со цел да се нагласи превенцијата од несреќи и болести при работа. Какви се условите за работа во Македонија? Дали во споредба со претходните години се подобрени или влошени? Токму така, Меѓународната организација на труд Светскиот ден за безбедност и здравје при работа го одбележува на 28 април со цел превенција од несреќи, повреди и професионални заболувања на глобално ниво. Всушност станува збор за кампањи за подигање на јавната свест помеѓу меѓународното влијание, кои што ги опфаќа трендовите кои што се нови во областа на безбедноста и здравјето при работа и ќе помогнат, односно се надеваме дека ќе дадат резултати во намалување на несреќите, повредите и професионалните заболувања широм светот. И оваа година кампањата е поврзана со цел социјалниот диалог да напредува, односно да работиме заедно за да градиме позитивна БЗР култура. Меѓутоа, она што ние како здружение го започнавме уште 2008 година да изготвуваме и објавуваме извештај за несреќи и повреди при работа, говори токму спротивното. Во Македонија треба да бидеме фер да кажеме дека се гине на работното место. Условите за работа од тука велат дека има подобрувања, се движиме кон нагорна линија, тежнееме да се движиме кон нагорна линија, меѓутоа се уште имаме професионални заболувања на работно место, имаме повреди на работно место и имаме загинати работници. Воедно овој ден, 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа е и комеморативен ден во чест на сите оние кои што загинале на своето работно место. Широм светот, националните власти, синдикатите, организацијата на работодавачите, практичарите во безбедност и здравјето при работа организираат активности со кои што го одбележуваат овој ден. И често тие активности се поврзани со целта на кампањата. Меѓутоа, ние од пред 4 години Македонското здружение за заштита при работа, и можам да кажам со гордост дека сме единствени на Балканот, започнавме иницијатива баш токму ова поврзано со намалување на повредите, да го создадеме најмалиот парк во светот. На тој ден имаме локација во соработка со Паркови Зеленило, Рајскиот парк во аеродром во населба Лисича,
садиме садници во чест на загинатите работници. Токму толку колку што во таа година во нашиот извештај имаме систематизирано и евидентирано потешки повреди со фатален исход. И оваа година ќе го направиме истото во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Советот за безбедност и здравје при работа, Институтот по јавно здравје, повикани се нашите социјални партнери, синдикатите, Организација на работодавачи и сите стручни лица по безбедност и здравје при работа. Македонското здружение за заштита при работа е доста активно и работи на многу проекти со цел да се подобрат условите на работа. Кажете ми на какви се проекти работите во изминатиот период? Македонското здружение за заштита при работа постои 50 години и делува во Република Македонија. Тоа е најстаро непрофитабилно професионално здружение, кое што покрај генералните активности кои што секоја година ги спроведуваме, како што е едукацијата за сите заинтересирани чинители кои што делуваат и работат, кои што сакаат да ја превенираат заштитата при работа, кои што сакаат да градат превентивна култура, така и за стручните лица по безбедност и здравје при работа организираме стручни усовршувања. Потоа сме вклучени во јавни дискусии, јавни дебати. Учествуваме активно во креирање на носење на законски решенија, подзаконски, потоа прилагодување на конвенциите од Меѓународната организација на труд. Проектните активности ни помагаат во целина да ги опфатиме сите таргет групи, да ги опфатиме да работиме заедно со социјалните партнери и оно што го работиме ние како Македонско здружение за заштита при работа носи добро за илјадници работници. И не само кај нас во Република Македонија, тоа од 2014 година го правиме во целиот регион, вклучувајќи ги Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Косово. Работевме заедно со колегите од Словенија, Хрватска и останатите. Од 2008 година па наваму подготвувате извештаи со цел да ја опишат каква е состојбата, за тоа колку повреди се случиле на работното место, а колку од нив завршиле фатално. Што вели извештајот за 2021 година, колку повреди се случиле и дали има некакво подобрување во однос на 2020 година? На почетокот сакам да потенцирам дека овој извештај за кој што говориме, што го подготвува Македонското здружение е самостоен, независен извештај и податоците во него што се содржани, ние ги прибираме од објавите на јавните медиуми кога настануваат повреди, несреќи при работа и така натаму. Идејата за овој извештај е да биде референтен систем во однос на националните податоци кои што ги имаме во државата. Во 2021 година имаме тренд на зголемување на повредите. Во него ќе видите податоци кои што се систематизирани. Имаме 30 потешки случаи со фатален исход и 135 повреди при работа. И сето ова, ако го земаме во целина, во споредба со податоците кои што ги имаат јавните, државните, останатите институции и организации кои што делуваат во безбедност и здравјето при работа, говорат дека сите ние, односно сите чинители во државата потврлиле, бидејќи ни се зголемуваат во споредба со 2020 година, но и тоа, ако го оставиме само како податок, говори за тоа дека не сме ја постигнале целта. Односно, настанатата повреда или несреќа при работа треба да потенцираме дека не е само терет или лошо влијание на оно на кого се случило или неговото семејство. Тоа има влијание врз целото општество. Ако почнеме да говориме колку тоа чини, би било фер да кажеме дека треба да направиме пресметка колку од средствата на заедничките фондови, како што се фондот за здравство, пензискиот фонд и така натаму, треба да бидат активирани кога треба да се покријат трошоци за лекување на поединци. И тоа би било, како што вели Меѓународната организација на трудот, 4% од БДП во сиромашните земји, во нашата, како компензација, нели, за овие повреди на работното место, во нашата земја тоа би значило
Од 655 милиарди евра или околу 10 милиарди евра, овој податок е преземен од Државниот завод за статистика, трошоци за компензации поврзани со повредата при работа на работното место, како и додатни трошоци при загуба, тоа во Македонија значи трошок некаде околу 426 милиони евра. Ако ја земеме во предвид оваа цифра, да кажам, ова е единственото логично објаснување зошто Македонија е таму каде што е, односно зошто не можеме да излеземе од бедата каде што сме. Значи, и покрај сите активности кои што ги превземаме како Македонско здружение за заштита при работа, Министерството за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за труд, партнерите, социјалните партнери, синдикатите, Организацијата на работодавачите, професионалците кои што работат во областа на безбедност и здравје при работа, и покрај тоа што се стремиме да ја подигнеме јавната свест, да се говори за безбедноста и здравјето при работа, да имаме професионализација на кадрите во областа, ние сепак резултат на сето тоа добиваме дека негдека потфрламе, односно дека сите овие заклучоци и резултати не одат во наш прилог. Каква мрежа е Балканош? Кој се е вклучен и со каква цел? Создавањето се уште е неформална мрежа на Балканош. Создавањето на оваа мрежа повторно доаѓа на иницијатива од Македонското здружение за заштита при работа. Самата потреба од заеднички споделување на информација, од размена на искуства, заеднички да ги прилагодуваме законските барања кон европските стандарди, да почнеме да креираме заеднички бази на податоци, самата потреба доведе до иницијативата да се формира Балканош мрежата. 2014 година беше потпишувањето на членките кои што седнаа на маса, потпиша на некој начин пристапница дека заедно ќе работиме, ќе имплементираме проекти, ќе се представуваме пред донаторите, ќе се представуваме на светските конгреси за безбедност и здравје при работа, ќе имаме заеднички конференции, ќе разменуваме искуство и ќе го користиме практиките кои што ги користи секоја земја, секоја организација во својата земја. Членови на оваа мрежа се организациите, непрофитните организации од Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Бугарија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Турција. За сега сме тие. Работиме, да кажам, одлично во изминатиот период, имплементираме проекти, покажуваме резултати, меѓутоа се уште имаме да работиме и како да го пренесеме она што го имаме. Уствари тоа е и целта на вмрежувањето, граѓанските организации да си го најдат своето место на национално ниво, да бидат слушнати, да бидат вклучени во државните политики, во креирање на државните политики, да бидат мостот, преносот помеѓу граѓаните, вработените, работниците, работодавачите и јавните институции, оние кои што ги креираат политиките на национално ниво. Прво кажав секој на национално ниво, а потоа на балканскиот регион. Според податоците на Меѓународната организација на трудот, во светот дневно на своите работни места животот го губат околу 6000 луѓе или на годишно ниво околу 350.000 луѓе. Се ова е причина последиците од повредите на работното место да чинат приближно 4% од бруто домашниот производ во светски рамки. Според Македонското здружение за заштита при работа, правилната имплементација на законот не е трошок, туку инвестиција. Македонското здружение за заштита при работа од 2008 година континуирано секоја година собира податоци за настанати несреќи при работа, кои треба да ја опишат состојбата со заштитата при работа во Македонија. Ова се бројките за 2021 година. Според Македонското здружение за заштита при работа во 2021 година се случиле 165 несреќи при работа, од кои 30 завршиле фатално. Доколку направиме споредба со 2020 година, ќе забележиме пораст на бројката на повредени на работното место, за вкупно 13 вработени, но истовремено и пораст на бројката на жртви на работното место. Доколку во 2020 година бројката изнесувала 25, во 2021 година е за 5 вработени повеќе, вкупно 30.
Статистиката вели дека на 100.000 вработени животот го губат 4 вработени, додека повредени се вкупно 17 вработени. Стапката на смртни случаи при работа во Македонија изнесува 3,77, односно на секој 100.000 вработени животот го губат од 3 до 4 вработени. Стапката на смртни случаи при работа е во благ пораст, споредбено со претходната 2020 година, кога изнесувала 3,14. Доколку се земе за споредба Велика Британија, каде стапката изнесува околу 0,5, ќе констатираме дека Македонија има прилично висока стапка на фатални несреќи при работа. Скопје е градот во кој се случиле најмногу несреќи при работа, 75, од кои 7 завршиле фатално. По Скопје следуваат градовите Битола со 9 и Кавадарци со 8 повредени вработени. Македонското здружение за заштита при работа истражуваше и во кои денови во неделата имало најмногу несреќи при работа и дојде до сознание дека понеделник и среда се деновите во кои имало најмногу повреди со смртен исход, вкупно 6, потоа следуваат вторник и сабота со 5 смртни случаи, додека денот во кој имало најмногу повреди на работното место е петок со 33. Несреќите по дејности се класифицирани според националната класификација на дејности. Во 2021 година најмногу несреќи има во јавна управа и одбрана, преработувачката индустрија, пошто следи градежништвото. Најголем број на несреќи кои резултирале во смрт има во преработувачката индустрија, пошто следи дејноста градежништво и дејностите на домаќинствата како работодавачи. Дејностите на домаќинствата како работодавачи во голем дел ги опфаќаат земјоделските работи на своите имоти. Доколку овие лица се регистрирани како земјоделци, тогаш голем дел од повредите би се препишале на дејноста земјоделство. Најголем број на несреќи во оваа дејност се случиле со земјоделска машина, трактор, при вршење на земјоделски работи, транспорт или при учество во сообраќај. Според резултатите добиени од анализата, февруари е месецот во кој имало најмногу повреди на работното место, вкупно 27, додека повреди со смртен исход најмногу имало во месецот октомври. Анализата покажува дека есента 2021 година била фатална за многу работници. Само во месец октомври се забележани 7 смртни случаи на работното место. Во однос на возраста, најмногу повредени лица на работното место биле на возраст од 45 до 54 години, вкупно 32 вработени, од кои 11 повреди завршиле фатално. Во 2021 година од вкупно 165 повредени, регистрирани се 4 случаи е жени и ниту еден со смртен исход. Македонското здружение за заштита при работа за изработка на оваа анализа ги користеше податоците објавени во печатените и електронските медиуми, но истовремено ги зема во предвид и информациите од Институтот за јавно здравје и Државниот инспекторат за труд. Затоа грижете се за вашата безбедност и здравје додека сте на работното место, бидете си важни на самите себе си, затоа што да бидете здрави и безбедни е не само уврска кон вас, туку и кон целото ваше семејство. Кога од Скопје ќе тргнеш северно кон Блаце по поминати 16 километри лоша патна инфраструктура, стигнуваш до границата со Република Косово. Од тука до Приштина во 2019 година, владата на оваа република свечено го пушти во употреба автопатот Арбен Џафери. Во должина од 66,5 километри, овој автопат ги поврзува Приштина и Елезовхан или Генерал Јанковиќ и неговата изградба чинела околу 700 милиони евра. Ако ги одземете првите 16 тешки километри од Скопје до граница, во Приштина реално се стигнува за не повеќе од 45 минути. Нешто повеќе од тоа ни беа потребни и на нас, за да оттаму ја донесеме приказната наречена безбедност и здравје при работа.
И Косово и Македонија пред себе имаат уште многу работа кога е во прашање Законот за безбедност и здравје при работа. Но од 2014 година, благодарение на Балканош, проблемите се заеднички. Различни народи, но една иста цел – сигурна и здрава работна средина. Фатмир, Законот за безбедност и здравје при работа е многу важен за сите работници, без разлика дали истите се од Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора или Србија. Како здружение кое што се занимава со оваа проблематика, што прави Коша за да ги подобри тие услови или барем да информира или да едуцира? Па основна цел на Косовското здружение за заштита при работа е подигнување на свеста на сите чинители во Република Косово за безбедност и здравје при работа. Тоа е првата или основната цел на креирање на тоа здружение. Ние постоиме од 2009 и веќе со години се занимаваме најповеќе со подигнување на свеста, како што реков, преку обуки разноразни, вклучувајќи и представници од Европската агенција за безбедност и здравје при работа. После со имплементирање на разни проекти, учество во работни групи во креирање на законот и подзаконските акти околу безбедноста и здравјето при работа. Тие се, да речам, главните активности со кои повеќето здруженија од регионот ги имплементираат тие активности. Споменавте дека Коша има повеќе од 200 членови. Колку сте задоволни од резултатите кои што ги постигнувате како здружение? Па можам да кажам дека сме задоволни затоа што од кога се формира здружението, Коша во 2009 кога се зборуваше во тоа време за безбедност и здравје при работа, повеќето се чуда што е тоа. А сега веќе се разговара на сите нивоа, за безбедноста и здравје при работа, почнувајќи од државните институции, од компаниите, па еве и здружението со самата бројка од 200 и преку 250 членови кажува многу за тоа колку е битна безбедноста и здравјето при работа. Многу од државите во регионот имаат еден универзален проблем кога е безбедност и здравјето при работа во прашање, тоа е немањето на единствен систем за прибирање на податоците. Како ги прибирате вие податоците за случаи несреќи на работа и какви се бројките за годината која што измина? Па податоците, повеќето податоци ги добиваме од Инспекторатот за труд во Косово, а иначе ние исто така и ги пратиме медиумите за сите информации кои они ги пласира, ги собираме и на крај на годината или на секој 28 април, кој е Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, искачаме со нашиот извештај, а ние поголемиот, како да речем, се ослонуваме најповеќе на информациите кои ги добиваме од Инспекторатот за труд, затоа што на крајот на крајовите и тие се најрелевантни во ситуацијава. Што велат бројките за 2021 година, колку несреќи се случајни и колку од нив со фатални и нефатални последици? Според извештаите на Инспекторатот на труд, имаме негде 188 повреди на работно место, од кои што 139 се лесни повреди, 40 се потешки и имаме 9 повреди или со фатален исход, 9 загинати на работното место. Од кои сектори се најголем дел од повредите? Најповеќе ги има од градежништво и исто така и од земјоделие. Тука се најголемите повреди кои се случуваат. Тоа и во регионот е горе-доле иста бројка или да речам процент на повреди на работно место. Оно што и недостига на Македонија, кога е во прашање Законот за безбедност и здравје при работа, е единствен систем за собирање на податоците за случајни повреди и несреќи на работното место. Пунктуарот на Косово важното е да почнеме проблемите што таа поджатушните професионалните тира сектори индактивни, важното е а има индешме меномлимата датата акцидентуарга. А нипса на Косово екзистон лиѓе во шандат сигури на пун, а сечка невоите таште инспективни да мониторими и дур и вендевето понеси дома сеати сектори приват. Подгорица, сместена во источниот дел на Црна Гора, од едната страна планини, од другата Јадранско море, оваа црногорска престолнина според последниот попис од 2011 година брои 187.085 жители. На надморска височина од 44,5 метри, локалците велат дека Подгорица е пријатно место за живот. Околу 400 километри ги делат Скопје и Подгорица. Градот на Морача,
главниот град на Црна Гора е нашата нова дестинација за истражување. Во какви услови работат црногорските работници? Ги прашавме сите инстанци, вклучени во приказната безбедност и здравје при работа. Udruženje zaštite na radu Crne Gore postoji već više od 20 godina, tačnije osnovano je 1998. godine i okuplja sve stručna lica i profesionalce koje se bave zaštitom i zdravljem na radu i trenutno broji preko 150 članova. I jedino je udruženje ove vrste, dakle ne postoje više organizacije u Crnoj Gori koje se bave isključivo temom zaštite i zdravlja na radu. Međutim, zahvaljujući sredstvima iz budžeta koja su namenjena za finansiranje rada nevladinih organizacija. Ranije Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a danas je to Ministarstvo ekonomskog razvoja, je u 2019. i 2020. godini odvojilo izvesna sredstva iz budžeta za finansiranje rada nevladinih organizacija koja bi se bavila temom upravo zaštite i zdravlja na radu. Tako da smo u te 2 godine, zahvaljujući tim sredstvima i projektu tadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja, imali nekih 16-17 nevladinih organizacija čije aktivnosti svakodnevne nisu bazirane na ovo koje se inače bave ili pravima žena, pravima mladih, osoba sa invaliditetom ili nekim potpuno drugim pitanjima, ali su kroz to prepoznali ovu temu i kroz projekte koje su predložili u te 2 godine su se bavili aktivnostima. Nadam se da će se ta praksa nastaviti jer bi to zaista bilo u interesu svih nas da se ova tema promoviše što više jer kao što rekoh naše udruženje se jedino u Crnoj Gori bavi time. Целта универзална балканска. Законот за безбедност и здравје при работа не е трошок, туку инвестиција во здрава и безбедна работна средина. Cilj svih nas je da obezbedi ono što zaštita i zdravlje na radu upravo podrazumeva, a to je obezbeđivanje uslova rada koji ne dovode do povreda na radu, do profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. To bi trebalo da bude interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca. Jer upravo to nije samo floskula koja se ponavlja, nego je zaista tako da zadovoljni, motivisani i zdravi zaposleni upravo doprinose socijalnoj i ekonomskoj dobrobiti svakog društva. A upravo su zaštite i zdravlje na radu ono što doprinose zadovoljstvu i motivisanosti njihovoj, čine ih zadovoljnim ne samo zaposlenih, nego na kraju krajeva zadovoljnim građanima koji su motivisani, koji su produktivni i koji imaju želju da doprinose ostvarivanju organizacionih ciljeva i interesa. Upravo onog dana kada crnogorski poslodavac, ili mogu slobodno reći poslodavac sa Balkana, shvati ono što je poslodavac iz nekih razvijenijih zemalja Zapadne Evrope davno shvatio, da je ulaganje u zaštitu i zdravlje na radu da nije samo puki trošak ili biznis barijera, već upravo ulaganje u najznačajniji kapital koji jedna kompanija ima i da je to nešto što ga čini konkurentnim, prepoznatim na tržištu, društveno odgovornim. Tek tada ćemo moći zaista da se bavimo zaštitom i zdravljem na radu na jedan pravi način. Poimanje ove oblasti će se promeniti, a neće biti samo puka formalnost i zadovoljavanje zakonske obaveze i eventualno izbjegavanje neke kazne. Upravo je to naša funkcija. Da edukujemo kako zaposlene, tako i poslodavce, da oni shvate svoje prava, svoje obaveze i odgovornosti. I to je ono što smo radili svih ovih prethodnih godina samostalno na nacionalnom nivou u Crnoj Gori, a od 2015. godine zajedno sa kolegama iz regiona kroz Balkanoš mrežu, čiji smo mi članovi, zajedno sa kolegama iz Makedonije, Albanije, Srbije i Kosova, realizujemo brojne zajedničke aktivnosti kroz seminare, obuke, edukativne radionice i mnogo nam pomaže to što razmenjujemo iskustva, eventualno učimo se na greškama jednih drugih ili primenjujemo neke dobre prakse, jer u suštini mentalitet i uslovi rada su, mogu slobodno reći, identični. Различни држави, различни јазици, различни закони и подзаконски акти. Но кога станува збор за Законот за безбедност и здравје при работа, проблемите скоро па идентични. Crna Gora je u nezavidnom položaju kada je riječ o zaštiti radnika na radu. U većini slučajeva radnici su samo broj koji ne bilježi ni jedan registar. Напорите кои што ги прави Балканош се во насока на подобрување на условите за работа на сите работници, без разлика дали истите се од Косово, Македонија, Албанија, Црна Гора или Србија.
Пред некој ден одбележавме уште еден ден на безбедноста при работа, во кој што повторно броиме жртви на работното место во двоцифрени бројки. 28 април доаѓа и поминува секоја година, но не за сите. Минатата 2021 година, според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, 30 работници во Македонија не го дочекаа овој ден. И се додека учесниците во социјалниот диалог, кој што се води заради безбедноста и здравието на работниците, наместо да се слушаат, се надвикуваат, ќе страдаат работници. Работници од сите сектори, затоа што во оваа борба за живот нема привилегирани. Македонското здружение за заштита при работа се труди секоја година со садењето дрвца за секоја една жртва да го крира најмалиот парк. Но ако продолжиме по патот на оваа негрижа и незнаење, паркот ќе расте и наместо најмал ќе се претвори во најгусто пошумен. Стотици поминати километри, десетици изјави и интервјуа, неколку приказни со лоши краеви, фатални последици и еден заклучок. Без разлика дали сте работник од Македонија, Албанија, Косово, Црнагора или Србија. Работата не е сигурна, се додека не се потпрете на Законот за безбедност и здравје при работа. Ова беше сигурна работа. Колку е сигурна вашата?